Почитуван градоначалник на општина Струмица, господин Петар Јанков, Ваше Преосвештенство епископ Слобидски господин Јаков, почитувани пратеници, советници, уметници, филмофили и пријатели. Добре дојдовте на отворањето на 21-то издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест, кој годинава се одржува под мотото "Со отворени очи". Многумина од нас ќе се присетат дека кога бевме мали, а и малку поголеми, една од најчестите поуки од нашите баби кажана на струмичкиот говор беше "Отворејте си очите". Пораката што тие човеколики ковчези на мудроста и метафората ја испраќа до нас и која никогаш не се однесуваше на тоа да гледаме, туку да согледуваме или, ако сакате, да чувствуваме, па и да предчувствуваме. Окото, веројатно, е единственото човечко сетило што истовремено му припаѓа на природниот и на духовниот свет. Со него ја препознаваме формата на предметите, растојанието, бојата, движењето, но истото тоа око, кога ќе се соочи со уметноста, престанува да биде само орган за вид. Станува простор во кој виденото добива значење. Не велиме дека окото е сетило на уметноста или сетило за уметност, туку дека уметноста создава ново око. Тоа е мисла што ја има и кај Марсел Пруст, и кај Пол Кле, и индиректно кај Жил Делес. Големото дело не ни покажува нешто ново, туку ни создава нов начин на гледање. Секој човек се раѓа со очи, но никој не се раѓа со поглед. Погледот се создава, го создаваат животот, искуството, љубопитноста и уметноста. Затоа филмот не му се обраќа само на нашето око, тој го воспитува. По секој добар, голем филм, светот останува истиот, но погледот со кој му се враќаме повеќе не е ист. Можеби токму тоа е најголемото чудо на уметноста. Таа не ја менува стварноста, туку човекот што ја гледа. Затоа постои суштинска разлика меѓу тоа да се види и да се согледа. Да се види е физиолошкиот чин, да се согледа е духовниот чин. Првото му припаѓа на окото, второто на човекот. Филмот живее токму на границата меѓу тие две состојби. Тој најнапред му се обраќа на окото, а потоа ја повикува меморијата, имагинацијата, искуството и совеста. Сликата што ја гледаме не останува во мрежницата, таа продолжува да живее во нас како прашање, како чувство или како мисла. Можеби затоа окото е најдлабоката метафора на филмот. Не затоа што филмот се гледа, туку затоа што не учи дека гледањето никогаш не ни е доволно. Човекот може да помине покрај истото лице, истиот пейзаж или истиот настан, без навистина да ги забележи. Уметноста затоа не создава нов свет, туку ја враќа нашата способност да го видиме светот што веќе постои. Оттаму и мотото, со отворени очи, не е само повик да бидеме внимателни гледачи, тоа е повик да бидеме луѓе што не се помируваат со првиот впечаток, да гледаме подолго, подлабоко и поодговорно. Зашто токму таму започнува секоја уметност, во мигот кога окото престанува само да прима слики и почнува да бара смисла. И тоа нам ни се случува веќе 21 година. Ја почнуваме третата деценија во која Струмица ја бара својата смисла, растејќи со и низ Астерфест. И се разбира, тоа не е возможно без сериозна институционална поддршка. Затоа го повикувам градоначалникот на Струмица, господин Јанков, да ви се обрати и да го прогласи фестивалот за отворен. Градоначалник,
почитувани организатори на Астерфест, почитувана госпоѓа Симоничка Трпкова, почитувани филмски автори, гости од земја и странство, почитувани медиуми, драги сограѓани, љубители на филмската уметност. Добре дојдовте во Струмица, град кој знае да ја живее културата, да ја негува традицијата и да создава простор за нови идеи, нови приказни и нови уметнички хоризонти. За мене представува особена чест што вечерва од името на општина Струмица, како традиционален поддржувач на Астерфест, има можност да го отварам 21-то издание на фестивалот, кој повеќе од 2 децении ја збогатува културната сцена на нашиот град и со секое свое издание ја потврдува својата важност на македонската, балканската и европската филмска мапа. Постоењето на Астерфест ја издигнува Струмица меѓу најзначајните културни центри во државата. Благодарение на ваквите манифестации, нашиот град е препознатлив како современа културна дестинација која ги обединува уметноста, креативноста и меѓународната соработка. Струмица е град со богато културно наследство и динамичен културен живот. Карнавалот, фестивалите, театрот, музиката, ликовната уметност и бројните културни манифестации создаваат мозаик кој не прави препознатливи и автентични. Во тоа богато струмичко културно мени, Астерфест веќе 2 децении потсетува дека филмот е уметност што отвара хоризонти, поставува прашања, буди емоции и поттикнува размислување. Токму продукцијската разновидност, жанровската богатост и високите уметнички критериуми го прават Астерфест филмска манифестација препознаена многу подалеку од границите на Македонија. Во неговата програма свое место го наоѓаат филмови од врвни светски автори, наградувани режисери и филмски остварувања кои оставаат траен впечаток кај публиката. Годинава фестивалот се одржа под мотото "Со отворени очи". Фестивалска порака, но и животна вредност. Да гледаме со отворени очи значи да бидеме љубопитни, чувствителни и подготвени да ги разбереме приказните на другите. А токму филмот има единствена моќ да не научи да гледаме подлабоко во светот околу нас, но и во самите себе. Ми представува чест што годинешен лауреат на фестивалот е една од најзначајните македонски актерки Симоничка Трпкова. Богатиот уметнички опус и посветеност оставија траги на македонската култура. Почитувана госпоѓа Трпкова, ви честитам што вечерва Астерфест Струмица ви го доделува ова признание. Дозволете ми во оваа прилика да упатам искрена благодарност и до организаторите на Астерфест. Повеќе од 2 децении посветена работа, ентузијазам и визија не се мала работа. Благодарение на вашата искреност, фестивалот денес е препознатливо име и синоним за квалитетна филмска програма. Општина Струмица останува ваш партнер, затоа што веруваме дека вложувањето во културата е вложување во иднината. Културата не ги гради само институциите, таа го гради идентитетот на градот и нацијата, угледот и местото во светот. Драги пријатели, пред нас се неколку фестивалски денови исполнети со изворени филмски остварувања, нови средби, разговори и инспирација. Ви посакувам да уживате во филмската магија, да откриете нови перспективи и оваа година Астерфест да не направи побогати за уште едно незаборавно културно искуство. Со голема чест и задоволство го прогласувам 21-то издание на Астерфест за отворено. Ви благодарам и ви посакувам успешни филмски денови. Ви благодариме, градоначалник. Годинава организацијата на фестивалот и внимателно одбраната програма ја поддржа и Агенцијата за филм, од каде доаѓа господинот Стефан Гиновски, советник на директорот за Агенција за филм. Го повикуваме да ви се обрати и да ве поздрави. Добар вечер на сите. Јас немам многу да должам. Редакторката имаше прилав говор за значењето на филмот. Оно што можам јас да ве замолам сите вас е до крај да останете на овој фестивал, да го поддржиме овој фестивал
И следната година да се гледаме со поголема организација, со уште повеќе воркшопови и секако да уживаме во прекрасен филм. Ви благодариме и вам, господине Киновски. А фестивалот го поддржувате и вие, драги струмичани, со вашето присуство, со споделувањето, со добрата енергија и емоција што ги понесувате кога доаѓате и кога ги напуштате проекциите. Но овој фестивал го поддржуваат и локалните уметници. За годинешниот визуелен идентитет на фестивалот, овој прекрасен плакат, се погрижи локалниот и македонски уметник Ване Косторанов, додека години наред изработката на наградите е задолжена, е работа за која што е задолжен нашиот уметник и скулптор Никола Пијанманов. Честитки за тоа. А отворањето на ова 21-во издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест е убава можност да се подсетиме дека филмската уметност не живее само на платното. Таа е и во разговорите што се отвораат, во прашањата што си ги поставуваме и во чувствата што остануваат долго во нас по завршувањето на проекциите. Секој фестивал е средба меѓу различни култури, помеѓу различни авторски поетики и различни погледи кон светот. А токму спојот на таквите различности ја потврдува универзалната сила, па и моќ ако сакате на филмот. Тоа е една од најзначајните придобивки што и овој град ги присвојува со секое издание на Астерфест. Затоа го повикувам и основачот и директор на фестивалот Горан Тренчовски да ме поздрави. Повелете. Добро вечер на сите. Благодарам Сузана. Вака, после толку убави зборови, после толку топлина, која што беше искажана на самото отворање, затоа што веќе градоначалникот Петар Јанков ја крена, ако може така да се каже, ја отвори капијата, нели, на ова 21-во издание на Астерфест. Нема што повеќе да се кажува, освен да се упати уште еднаш благодарност до покровителите, значи пред се до градоначалникот Петар Јанков, до општина Струмица, до советниците во општината, до Агенцијата за филм, до директорот Сашко Мицевски, до неговите соработници, управниот одбор и советот, филмскиот совет на агенцијата и секако сите оние институции кои што овозможија да ова фестивалско издание издаде вака како што е, кој што ќе биде сите овие 5 денови кои што не очекуваат. Му благодарам и на владиката Јаков за сето она што го прави во смисла на поддршка на оваа наша манифестација, за сите благослови и представниците од сите верски заедници. Секако тука се меѓународните гости, жирито и оние кои што даваат несебичен прилог во обстанокот на овие 2 децении, затоа што влеговме веќе нели во 3 деценија и она што посебно ми е драго, а би сакал да го истакнам е она првична мисла, првична чиста мисла со која што влеговме во основањето на оваа манифестација 2005 година, прерасна во не само идеја, не само во концепт, туку израсна во една меѓународна, би рекол, манифестација која што е не само полигон за напревар помеѓу филмови, помеѓу филмски автори, туку е и нешто што треба да се негува, што треба да ни ја грее душата, да ја споделува топлината насекаде околу нас и во таа насока јас сум преблагодарен затоа што гледам дека до последното место амфитеатарот е полн, верувам дека тоа ќе биде и наредните денови. Исто така би сакал и на обичната, зашто нема обична и необична публика, меѓутоа на луѓето кои што ја сочинуваат оваа манифестација да биде таква како што е, да им упатам благодарност, тука е еден драг пуштач на филмови, како што
уме да каже Митко Маđunkov, кога се моите родители, кои што сте исто моја духовна подкрепа. Тука е моето себество, тука се моите сограѓани кои ги гледам во изобилство, кои одвоија дел од своето драгоцено време да присуствуваат, да бидат соучесници на ова ваша и наша филмска манифестација. После ова нема што повеќе да се рече, освен да се каже благодарам. Тишината кажува се. Ви благодариме, господине Тринчовски. Мислам дека вреди да го повториме она што утрово на пресконференцијата беше соопштено, дека годинава за прв пат се воведува уште една награда за најдобро актерско остварување, се разбира од филмовите кои што се во конкуренција на фестивалот Астерфест, а кој ќе го носи името на дојаинката на струмичкиот и на македонскиот театар и филм Зора Ѓоргиева. Еден аплауз за оваа голема уметница и за жестот. Да се остане со отворени очи пред светот, пред човекот и пред уметноста, значи со години да се бара вистината во секоја улога, во секој кадар и во секој нов творечки предизвик. Таков е патот на нашата годинешна лауреатка Сеноличка Трпкова, актерка, авторка и професорка, чие дело одамна ги надмина националните рамки и стана дел од поширокиот простор на авторскиот филм. Ве молам со аплауз да ја поздравиме годинешната лауреатка и добитничка на наградата Астер, Сеноличка Трпкова. Воедно ја повикувам на сцената да се додели наградата. Од страна на директорот на фестивалот. Морам да прочитам нешто во оваа многу специјална пригода за мене. Прво да се заблагодарам на струмичани за гостопримството. И оваа награда на вистина е некој вид доказ за обстојување, долго обстојување на македонската филмска сцена. Верувам дека истото тоа важи и за Астерфест, бидејќи 21 година е импресивна бројка во однос на една безвремена уметност. Токму поради тоа, сакам овој текст да го посветам на сите уметници што обстојуваат, издржуваат, се жилави и не се предаваат до крај. Ода за уметникот. Уметниците пребиваат во инаков простор и време. Тие лунзаат низ непознати светови, не со страв, а со радост дека можеби никогаш нема да го најдат својот дом. Тие се носталгични за иднината и отворени кон минатото, а нивната сегашност е безвремена. Како што пословично вели поетот, на уметникот вселената му е тесна. Уметникот нема очекување додека создава, зашто секое негово дело е како малечка смрт. Всушност, тој во секој миг од творењето умира помалку и така заживува во бесконечната сегашност. Уметникот не бара аплаузи, признанија, восхитувања и златници. Тој не знае ништо, освен
секојдневно помалку да умира. Уметникот е како монах кој што долго, трпеливо, во длабока осаменост и тишина станува едно со Бога. И кога тоа ќе се случи, ние сме сведоци на раѓање на уметничко дело преку кое ни се објавува убавината. Ако ја бараме смислата на нашето постоење овде во светов, тогаш е таа убавината. Никој не се родил за да биде грдо постоење и да ви покрива очите пред светлината. Зарем има поголема причина да се родиш освен таа, да бидеш едно со убавината. Уметникот е посредник помеѓу она отаде страното и ова овде. Секој што барем еднаш зирнува во таа подотворена врата на тоа отаде, ја воочува создадената убавина и светлина и со радост им ја пренесува на другите. Не ме разбирајте погрешно. Има уметникот свој корени и свое огниште, но си ги носи како полжа од куќичката. Удобноста што тој во неја ја има е од вселенски размери, зашто секоја звезда му е на дофат. Каква привилегија е да можеш да избереш звезда, да ја ставиш на својата небесна трпеза, а со месечината, како со вино, да ја гаснеш жепта за убавина. За мене тоа е уметност. Лично сум се трудела да ја следам таа патека и искрено верувам дека немам скршнато од неја. Јас не можам и не сакам да прифатам дека можело или требало да биде поинаку од ова, зашто така ќе се изневерам себе си, а потем и малкумината што има доверба во мене. Оваа награда е всушност довербата на Астерфест во мене. Прва и досега единствено јавно покажана доверба кон мене и моето постоење овде дома секако оттаде реално. И на крај во прилог на времето ја ставам на кратка пауза мојата безвремена сегашност. Благодарам на Астерфест што не само што дзирка, туку и широм ја отвара вратата на тоа таму отаде, воедно приредувајќи ми и радост и убавина. Има преуранати награди, има и задоцнати. Ова е токму навреме во сегашноста. Се разбира, за да стане безвремена. Астерфест, благодарам. Честитки уште еднаш, почитувана синоличка. Реакциите на публиката го потврдуваат токму ова што го рековте, дека наградата доаѓа во вистинско време и во вистински раце. Почитувани, годинава на 21-то издание на Астерфест во официјална конкуренција ќе се прикажат 20 авторски филмови. За нив ќе одлучува меѓународно стручно жири. Ви ги представувам и воедно ги повикувам на сцената. Теа Китарешвили, Бернард Дичек и Ана Витанова Рингачева. Се разбира, по оваа прилика им даваме можност да ви се обратат и кратко да ве поздрават. Добро вечер, Стјомица.
to be part of this amazing film festival in your ancient city of Strumica with a huge cultural heritage of Macedonia. Thank you very much and look forward to the screening show. Нема потреба од превод, но и накратко, теја се заблагодарува за гостопримството на Струмица. Почестена е што е гостинка во овој стар древен град и се разбира, возбудена е што ќе биде дел од годиничното издание на Астерфест. Бернат, колегата. Good evening, Strumica. I'm honored to be here again. I was here 12 years ago, and I've always had a soft spot in my heart for this festival, so it's a delight to be here, and I'm looking forward to being part of the festival. Thank you. Срдечни честитки и задоволство за присуството од Бернат, кој подсетува дека овде е втор пат, првиот пат беше пред 12 години, кога го представи својот авторски филм. И се разбира нашата Ана Витанова Рингачева. Повеќе. Не знам, почестена сум навистина вечерва. Емоциите, како мало дете, така се чувствувам, не можам да ги дефинирам. Меѓутоа, знаете, ме подсети кога Сузана модерираше, додека ја слушав почитуваната Синоличка Трпкова, се спомна и почитуваниот Митко Маџунков. Тој на едно место во неговите култни драми има една многу баш струмичка реплика која што во себе крие и многу иронија, и многу сарказам, но и една голема вистина. Неговите ликови велат на струмички, чудо големо. И да, кога се спомна и почитуваната веќе покојна Зора Георгиева, чудо големо или чудо големо, јас така си го доживувам мојот град, кој што навистина ни дал многу љубов, го осмислува нашето постоење, а ние му враќаме на овој начин. И знаете, кога сте од мало место, го имате онаа чувство дека само уметноста од малите места прави големи приказни. И она што го посакувам на овој Астерфест е сите подвижни слики што ќе ги видиме ние, а ќе ги види и публиката, да ги видат и звездите над нас. Ви благодарам. Поздрав за стручното жири, кое што овие 2 дена, вечерва и утре вечер, ќе ги погледне филмовите кои што се во официјална конкуренција и од нив ќе ги издвои според своите критериуми најуспешните и кои што се разбира третата вечер ќе бидат соопштени и наградени. Почитувани, филмот е најмладата од класичните уметности, но таа во себе ги прегрнува сите други уметности. И литературата, и музиката, и фотографијата, и театарот, па и архитектурата, сликарството. И се разбира актерската игра. И на тој начин создава собствен јазик, кој што се разбира и кога нема зборови. А тоа не го потврдуваат и немите филмови. Затоа кога вечерва ќе се изгаснат светлата и ќе се осветли филмското платно зад мене, пред вас ќе започне едно патување во кое што ќе гледаме човечки судбини, во кое што ќе се среќаваме со идеите на авторите, но и со емоциите кои што актерите ќе ги долбат за нас. Ќе започне уште еден диалог помеѓу авторите и вас, публиката, помеѓу стварноста и уметноста, меѓу она што сме и она што може да станеме. Затоа, добре дојдовте на Астерфест. Нека овие денови бидат исполнети со филмови што ќе ги понесеме со себе како нов начин на разбирање на животот. Вечерва ќе бидат прикажани 10 кратки филма од интернационалната надпреварувачка програма, меѓу кои и оскаровецот Девојчето што ронеше бисери во режија на Крис Левис и Мациех Щербовски. Веднаш по овие проекции следува специјална проекција на британскиот документарец Версус животот и филмовите на Кен Лоуч во режија на Луис Осмонд.
Уживајте во филмски проекции до полноќ. Ви благодарам.